Dobro večer, dragi prijatelji. Večera след Бога, много пъти. Дай някой мои анализи да ги пренесам. Но поради моята голема любов кod моя народ кърмански, хора метнички, и моята земя Македония, koja е крайна земя на граѓе на сите националци кои живеат во Македонија, решив да анализирам една неесекојдневна работа, гледајќи нашите квази или кафански аналитичари, да не искам да ги именувам, се знаат сите кои се, особено на социјалните мрежи, решив да анализирам оно што се случува на Балканот. Една работа, во една од моите анализи, ако редовно ме следите, ќе може да ме следите и на YouTube канал, и на Instagram, и на TikTok. Вучич во моментот, сад мислам на Република Србија, нуди референдум, Советот да е, се разбереме, на опозицијата, ако успее за негова смена. Јас во моите анализи, да наздрави, малку остана, прославата нова година. И понуди на опозицијата Совете да референдум дали да остане на власт. Веројатно е вишол мојата анализа, на него му се подготвува ликвидација. Зошто? А зошто само, например, нашиот премиер Христијан Мицкоски сам покане од балканските лидери на инаугурацијата на Доналд Трамп, кој треба да се одржи на 21. ако се одржи. Овако, кажам многу причини, не сакам да ги образложам. Вучич имаше средба со Трамп. Како ученик или студент на испит беше 7 пред него. Не ги исполни оние работи што Трамп му ги подпиша. Затоа ово му се случува на Вучич и на Србија. Во меѓувреме за тие 4 години или 5, како е, ми текнува, мислам дека се на 4 години минување на председателите во САД, Вучич успеа Србија да воведе во една кинеска прегртка, да ја презаложи кај Кина, го изгубија Бор Мајдапек, родникот од Вата, наводно да ја концесија со година, да е завршена работа, како и железарата Смедерово, се зборува за качечка шума, не знам, не ме интересува да збор како се ја каже, со кој кинејци сака да ја земат. Слободно можам да кажам дека Србија во моментот на Балкан една кинеска држава. Зоран Заев пронешно премиер на Република Македонија, за мене е Северна, еден од најголемите двостоници на Македонија, мора да се признае една работа, направи добра работа, што не дозволи продор на Кина. Точно дека воведуваше санкции кои Русија, точно не. Зимање кредити од Кина е многу поопасно отколку од МВФ, ќе ви кажам зашто. МВФ може би те уценува политички, но Кина за да ти даде кредит, прво, не ти дава пари, создава работници за нивните фирми, работа, а те задолжува тебе, ако не го исполниш, си ги зема објектите. Така многу објекти зема во Србија. Например, Србија пред 2 години беше приморана од Кина да купува собствено злато за државните резерви. Во моментот ово што се случува во Србија не е случајно, само за разлика од Македонија што секојаш имаш опозиција, тамо нема опозиција, да се разбереме. Овие што се нарекот опозиција, Полша,
Narušenje nauči dođe tokom topal za neispunjenje na oprosite. Bez da kao što donese zakon da od 1. marta pancije može работа без dozvola, posle 3 godine da doživate državljanstvo. To je zakon do nekada postojeće u Srbija i do Denetska. To je, rekao, kineska država na Balkanu. A Kina je pogodan neprijatelj ili broj neprijatelj jedna sad Rusija može biti vojna, ali ova je ekonomska, vidjeti Kina ekonomski drži Bosku, naređeno, sad. Mora kupiti čikaška tableta, da je mnogo bredirani prvi, je samo to. I najgovorimo konkurencije na sad u Evropa. Osjeća ovdje pričini, sad. Ja slučajno Biden, da i sad administracija se reberemo sad. Zabrani da se mnogo dogovorite od prespa i договор, агресијат или рамковниот договор, но то Трамп ќе го ослободи со време. Ја на пријател Игор Јанев, кој ми е на Фейсбук, би му препорачал, а не црка некој работи, зашто, да ќе му кажем кој аналитичар, он е добар, например, правник, но јас сум аналитичар. Значи, ситуацијата не е созрена за менување на многу работи. Значи, глобалната ситуација не е созрена. Иако тука, ќе не суди на 2,5. До некаде и 3. Ама главните се руски и амерички. И затоа треба да се гади топката, додека не се создават услови. Точно дека Соце е влезе во жив песок, но што гледаме се на политиката сцена? Полека Израел се смирува и бара разговори со Хамас. Значи, Маски овие сака да го излечат Израел од бришење. А дали ќе тоа ќе случи, ќе видиме. Што работа? Не случајно сад бара Гренал и Канада да ги припои поточно, тоа беше изјава на Трамп. Зошто Гренал? Гренал се поради близината со Арктикот и нивните бази, они Гренал го анексира по Втората светска војна, бидејќи Данска беше под окупација на Германија. Кај се големи глобални игри, инако ја на нашиот премиер би му препорачал да не гази малку топката, оди ко прле продруда, значи, он е од техничките науки, роботика не знам таму што предава, да ми проси. Но, погледа единството и се знае, куќата никогаш не се прави од ферму, тако од кров. Значи, прво треба да подготвиш дълбоки темели, па да тргнеш во акција. Инаку, зашто рекол дека е слична судбината? Значи, на Вучич се одброени денови на власт, ова што го нуди као алтернатива, референдум, кој наводно Советот ден, тоа му е за мирно повлекување, без да биде ликвидиран како Џинџич, рекол во моја најдија, значи ме послушал за него повлекување. Факт е дека во Србија нема опозиција, Џио се тоа са поминати работи. Јас сметам, како аналитичар, дека народот ќе го исправи овој доктор, како се каже, Бранислав Несторовиќ, мислам дека беше, кој нов председател на Србија, памтите добро. Тој единствен што може да ја поведе опозицијата, кој може да биде и, како да кажам, со подршка на Џоковиќ и многу јавни личности, бидејќи за време на ковидот Бране Несторовиќ се покажи како српски националиста, као ја откриваше висината, да кажем. Инаку Мицкоски треба да внимава многу работи, сега ќе покажам. Сам примерно Висија Мицкоски.
Zašto? Po momentu, ovo što gledame so sindikatov, to je namjerno napravljeno za održavanje na vlast na prekomata vlast. Zborimo za pokačujemo potrebu raznih ministerstva, raznih koeficijenti na običnice administracije koja ide od 25 do 29 je. Ovo nije slučajno. Ko će pogledati karta na Makedonija, bo moment od Merkur vlevo bo 10 pored to porena karjera, znači proces je od naroda protiv vlasta, otvačno da robotnička ta klasa. Protiv vlada, точно kažem, gdje Merkur je metata planeta šesta kuća, a u mudata osroga šesta kuća predstavila vlada. No, vlada tako se silno, vidjeki Mars se navoja od 10 pored svojho vlada. I brakomatalac, kako se kada kaže. No, mora jedna napomena da kažem, дека ovo što se случва на финансijsko поле и биде до 4 февруари, до кога е и Јупитер ретрограден, а поточно он е ретрограден во втора куќа, наталната карта на Македонија, а втора куќа означува пари и материјални работи. Значи, од 4 февруари ќе добат и средства некои, но Македонија треба да внимава токму од втората половина на февруари, зашто кажам ово, бидејќи од втората период на само да видам просвета, не сега никој да трескам на памет, а февруари, точно 15 некаде февруари, Сонцето влегува во 12 поле, а Сонцето е почеток на 6 поле, значи исто владата е представа по Меркур. Значи, владата ќе има проблеми од 15 февруари до скоро до почетокот на април. Ако добро се вратиме во историјата на Република Македонија од 2001 токму дестабилизацијата почна во март 2001. Значи, тоа е до почетокот на април треба да се обрне голямо внимание. Инаку до 24 февруари реков Марс е ретрограден, а ќе биде во 4 поле, ќе прави наимери. Затоа кажав док април после директен, треба да се гади топката, а од 10 февруари, некаде, почетокот, на април, 10, владата ќе иземе раците во свој раце. Инаку Србија ќе биде дестабилизирана, Косово е де-факто веќе одвоено од Србија. Тоа се свесни Србија. Инаку, историски кажам, Косово под Србија беше само свој член го зборуват 1919 со создавање на кралство на Срби, Хрвати и Словенци до 2009, бидејќи Србија, ако е Македонија што е стара Србија или било што, ќе стане, кога станува и Србија со правото и српското восстание. Значи Србија се сведува на Нишки и Белградски пашалу, а друго е они што зборува дека цар Душан зборува Србија. Стара Србија, прав цар Душан е нити роден во Србија, дали прилупско или освен полима две верзии, но он се прогласува на цар на Македонија и не случајно се кријат и оригиналниот Душанов законник. Акнуисенером во Скопје со круната на Македонија. Значи, ја на владата ти препорачувам да не гади малку топката, влегува Македонија во многу бурен период и не случајно премиерот господин Христијан Мицковски покрит единствен. Значи, на Вучич му се спрема замена, но Мицковски е покрен од причина што во Србија се уште не го избрале својот човек сам. Драги пријатели, уште еднаш ќе повторам оние што сака да ги дадат моите видеогледи, треба највито да притиснат на копче subscribe, а може да ме следат и на Инстаграм
kako i na TikTok. Vi svakom dobar sam. Со создател има каде е напред, Македонија пред се. Уште еднаш ќе честитам православна нова година, денеска е први ден, и